Почитувани, пред точно една година брутално беше одземен живот на младиот Мартин Нешковски. Убиството кое се случи на прославата на ВМРО-ДПМН го изврши полицаец ангажиран во премиерското обезбедување. Обидот случајот да биде прикриен беше осуетен од страна на група млади луѓе кои несебично вложија огромни напори во вистината да не се забошоти, организирајќи секојдневни протести со кои извршија притисок врз власта, вистината да не се сокрие. На нивните искрени протести власта одговори агресивно со целата своја машинерија, организирајќи контрапротести, употребувајќи ги своите медиумски мегафони во полициско-новинарски спинови со кои проба целосно да ги дисквалификува овие млади луѓе. Една година подоцна, власта не презема никакви чекори за да се превенираат вакви случаи во иднина и воопшто за намалување на полициската бруталност. Опозицијата поднесе предлог решение за полициски омбудсман како независно тело за контрола на злоупотребата на службените овластувања на полицијата, кое власта со надгласување, без никаква дебата, без никаква расправа, експресно го отфрли. На истиот ден лани, пред една година беше уапсен Љубе Бошковски. За СДСМ тоа е чист политички случај и представува пример за политичка пресметка на власта со своите неистомисленици, злоупотребувајќи ги при тоа полицијата, обвинителството и судството. Кога Бошковски се уште беше близок на Груевски, му приредија свечен пречек на аеродромот и го пречека како хели. Наредија и цела фаланга, само за да може да сликаат премиерот како се гушка со него. Но кога почна и критикува за нивните финансиски скандали, решија да го елиминираат со политичко-медиумска хајка, а подоцни да го понижат, присилувајќи го да пишува писма со извинување од келијата во која го сместија. За СДСМ овој случај представува класична пресметка на власта со политички неистомисленици. Мислам дека веќе никој нема дилема дека Бошковски во затвор го однесува изјавите Лопатаро 1, Плови Саша и Бандо криминална. Многу повеќе отколку полицискиот доушник кој го местил со банкноти. Токму овие два случаи, прикривањето на убиството на Мартин Нешковски и полициски монтираниот случај со Љубе Бошковски, се најдоа во извештаите на State Department и Amnesty International, каде се нотирани со име и презиме како примери со кои најеклатантно се покажува како власта ги користи и злоупотребува институциите под нејзина контрола да го суспендира владењето на правото и за политизираноста на судството кое власта го користи да се пресметува со своите неистомисленици. Благодарам, поведете прашање. Јас сомневам дека председателот Иванов има капацитет за такво нешто, гледајќи го неговото минато како председател, кој што често беше под сериозно влијание или инструментализација на Никола Груевски и на партијата на власт ВМРО-ДПМН, но дека е класична политичка хајка е јасно, не заради тоа што го кажуваат Обединетиот за Македонија или СДСМ, туку заради тоа што и го нотираат и Amnesty International, State Department и други релевантни меѓународни институции. Ако се сеќавате, пред еден месец излезе и Европскиот парламент кој што ги ја повика Украина да ги ослободи своите политички неистомисленици, затвореници. Така да јас мислам дека ова на крај ќе стои во една фиока и кај меѓународните организации и на рейтингот на Република Македонија ќе се одрази како држава која што се пресметува на најбрутален начин со своите политички неистомисленици. СДСМ има апсолутно никаква врска со тој случај. И СДСМ, вие тоа многу добро го знаете, никогаш не се пресметувал за своите политички неистомисленици. Особено не на начин како што тоа го прави власта на Никола Груевски.